This conference will now be recorded. Бидејќи денеска состанокот како и последниве 2 години се одвиваат онлайн, ќе започнеме на време, бидејќи нема причини за каснење и да не го губиме времето на сите тие кои што се на време приклучени. Значи да ви посакам добар ден и да ви заблагодарам за интересот за денешниот јавен состанок, кој што е последен за оваа година. На состанокот покрај реализираните активности на агенцијата за четвртиот квартал од оваа година ќе бидат презентирани наодите од студијата за можностите за воведување на дигитално радио и резултатите од анализата на можностите и потребите за воведување на DVB-T2 во земјава. По завршување на презентациите ќе биде отворена дискусија на која ќе имате можност да поставувате прашања поврзани со денешните презентации, но и прашања кои што се од ваш интерес. Само да ја прилагодам презентацијата. Изминатиот квартал агенцијата имаше повеќе активности поврзани со локалните избори 2021 година. На 25 октомври беше објавен извештајот за начинот на известување на националните радиодифузери во првиот круг од изборната кампања, период 27 септември до 15 октомври 2021 година. Мониторингот опфати 13 програмски сервиси на национално ниво, и тоа 9 комерцијални телевизии, Алсат М, Алфа, Канал 5, Сител, Телма, 24 Вести, ТВ21, Шења и ТВ Клан, како и програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, МРТ1, МРТ2, програма на албански јазик, Собранискиот канал и првата програма на македонското радио. Наодите од мониторингот покажаа дека во известувањето за првиот круг од кампањата не беа констатирани прекршувања на одредбите од изборниот законник. Извештај за начинот на известување на радиодифузерите во вториот круг од изборната кампања, период 18 до 29 октомври, беше објавен во ноември и со него беа опфатени истите 13 програмски сервиси на национално ниво. Резултатите од мониторингот повторно покажаа дека не се констатирани прекршувања на одредбите од изборниот законник. Паралелно со мониторингот на изборното медиумско представување, агенцијата вршеше мониторинг на емитуваното платено политичко рекламирање на 41 телевизија и 48 радија кои во предвидените законски рокови беа регистрирани во Државната изборна комисија. Од мониторингот беа објавени 2 извештаи. Првиот извештај се однесуваше за период 27 септември до 15 октомври, а вториот за период од 18 до 29 октомври. Резултатите од мониторингот покажаа дека во изборната кампања не беа констатирани прекршувања на лимитите за платено политичко рекламирање. Во ноември беше објавен и извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање за време на вториот круг од изборната кампања во општина Дебар за периодот од 1 до 12 ноември 2021 година, бидејќи во оваа општина поради прегласувањето во првиот круг, вториот круг гласање за избор на градоначалник се одржа на 14 ноември 2021 година. На 7 октомври беше одговорено на барањето за доставување информација од Државната комисија за спречување корупција во врска со платеното политичко рекламирање на независната кандидатка за градоначалник на Скопје Данела Арсовска. Во одговорот беше посочено дека до 7 октомври ниту еден радиодифузер кој што беше регистриран во регистарот на ДИК немаше случајно договор за платено политичко рекламирање со кандидатката Данела Арсовска. Со мониторингот немаше регистрирано платено политичко рекламирање на кое како нарачател се појавува господја Арсовска, а дека во делот на платеното политичко рекламирање чиј нарачател беше ВМРО ДПМН и имаше спотови за неа. На 7 октомври веднаш откако беше забележено дека повеќе телевизии емитуваат платено политичко рекламирање во кое учествуваат малолетници, агенцијата со соопштение потсети да содржината на ППР-от е одговорен учесникот во изборната кампања, но и дека одговорност имаат и радиодифузерите, зашто учеството на малолетниците во платеното политичко рекламирање согласно изборниот законник е забрането. Во 2 наврати, еднаш
во првиот на 10 октомври, еднаш во вториот изборен круг на 23 октомври, беа објавени соопштенија со кои радиодифузерите беа потсетени за правилата за објавување на анкети. Пред почетокот на изборниот молк и во првиот и во вториот круг од кампањата, агенцијата преку соопштенија најавремено ги извести радиодифузерите за почетокот на молкот, како и за тоа кои правила треба да ги почитуваат при информирањето за изборниот процес, а при тоа да не го прекршат молкот. Беше одговорено на две представки поднесени до агенцијата. Едната представка се однесуваше на тоа дека Facebook страницата на телевизија Кобра од Радовиш непосредно пред почетокот на изборниот молк било објавено од прес-конференција на Аница Боранлиева Атанасова, носителка на советничка листа од СДСМ и коалицијата, во која таа ги прозива подносителите на представката. Нему му беше одговорено дека агенцијата не е надлежна за Facebook и од извршениот мониторинг на програмата на ТВ Кобра покажа дека конкретното барање не е емитувано на телевизијата. За представката беше известен и радиодифузерот. Во втората представка се тврдеше дека во емисија на првиот програмски сервис на македонска телевизија учествувало лице кое е кандидат на локалните избори 2021 година како носител на листата на кандидати предложена од Интегра, Македонска конзервативна партија. Надзорот врз програмата на МРТ1 покажа дека представката е неточна и на подносителот му е одговорено дека представката е неоснована. Информација за представката беше доставена и до Македонската радиотелевизија прв програмски сервис. На 27 октомври агенцијата потсети дека согласно изборниот законник радиодифузерите се должни на обрзец пропишан од Министерството за финансии да поднесат извештај за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и за средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, како и дека рокот за достава на извештајот за првиот изборен круг од изборната кампања истекува на 30 октомври, а за вториот на 13 ноември 2021 година. На 29 октомври радиодифузерите беа информирани дека согласно членот 76д од изборниот законник, извештаите за реализирани услуги од објавено политичко рекламирање за вториот круг изборната кампања треба да ги достава до агенцијата најдосно до 3 ноември 2021 година, а откако извештаите ќе бидат потврдени, треба најдосно до 12 ноември 2021 година целокупната документација да ја достават до Државната изборна комисија. На 29 октомври беше одговорено на мислењето за учество на деца во платеното политичко рекламирање од народниот правобранител. Во текот на целата изборна кампања и во првиот и во вториот круг од изборите, агенцијата секојдневно исполнуваше врската и до Државната изборна комисија доставуваше дневни извештаи за активностите поврзани со изборите и текот на мониторингот на изборното медиумско представување. Изминатите 3 месеци агенцијата ги реализираше сите предвидени програмски и административни надзори врз радиодифузерите. Редовни програмски административни надзори за почитување на повеќе законски обврски се извршени врз ГТВ телевизија, ТВ канал 8, ТВ Дует, ТВ Гура и ТВ Протел. При надзорот на програмата на ГТВ телевизија беше констатирано непочитување на правилата за заштита на малолетна публика и употребата на јазикот во програмата. На програмата на телевизија Дует констатирано непочитување на обврските за пласирање производи, необезбедување информации кои што треба да се направат достапни на корисниците и необјавување податоци кои што треба да се имитуваат на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис. Кај ТВ Гура е утврдено дека не се обезбедени информации кои треба да се направат достапни на корисниците. Дополнително беше констатирано дека ГТВ, ТВ Дуи и ТВ Гура на својата програма немаат имитувано најмалку 30% изворно создадена програма. Редовните програмски административни надзори за повеќе законски одредби се извршени врз 4 непрофитни радио програмски сервиси: Радио Марија, Универзитетско радио Студент ФМ, Универзитетско радио УГД ФМ и Универзитетско радио УКЛО ФМ, реализирани во согласно со годишниот план за програмски надзор за 2021 година. При надзорите беше констатирано само едно прекршување кон Универзитетското радио Студент ФМ, која не објавило информации кои што треба да се направат достапни на корисниците. Редовен административен надзор беше извршен во сите 111 радиодифузери кои што емитуваат ТВ или радио програма за обврската податоците за софтверската структура, одговорниот уредник или уредници за изворите на финансирање во претходната година да ги објават на собствената програма најмалку 3 пати годишно во ударни термини и снимката од објавата да ја достава до агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. Со надзорот беше констатирано дека ова обврска не ја исполни само локалната радиостаница ЛАВ,
поради што агенцијата изрече писмена мерка опомена и наложи во рок 45 дена да го согласи своето работење со законот. Контролниот надзор на оваа радиостаница беше спроведен во декември и со него беше констатирано дека радиостаницата во целост се исполни наведената законска обврска. Откако помина рокот за законско согласување, агенцијата изврши контролни програмски и административни надзори за различни законски обврски врз ТВ Едо, Сити телевизија и ТВ Коха. Надзорите покажа и дека покрај изречената мерка јавна опомена, Сити телевизија продолжува со непочитување на обврската за заштита на малолетна публика, како и емитување најмалку 30% изворно создадена програма. За овие прекршувања телевизија Сити за телевизија Сити беше покрената прекршочна постапка. Со цел да се утврди дали се исполнети минималните кадровски услови утврдени во правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, агенцијата во последниот квартал од годината изврши вонреден административен надзор по службена должност кај 11 радиодифузери, тоа телевизија Здравкин, телевизија Сити, телевизија Нова, радио Еко, радио Комета, радио Рачина, радио БДВ7, радио 7, радио 106, радио Тајм и радио Актуел. Со надзорите беше констатирано дека 9 од овие радиодифузери ги исполнуваат кадровските услови, а 2, телевизија Нова и радио Актуел, не ги исполнуваат. Вонреден програмски надзор по службена должност извршени врз Сити телевизија кој покажа дека не е емитуван законскиот минимум од 30% изворно создадена музика. Извршен еден вонреден програмски надзор по представка на физичко лице врз телевизија Алфа во однос на правилата за заштита на малолетните лица. Со надзор беше констатирано прекршување на правилата за заштита на малолетната публика. Во однос на издавачите на печатени медиуми се спроведени 2 редовни административни надзори на издавачите на печатени медиуми во врска со неисполнувањето на обврската за објавување импресу. Првиот надзор беше направен на 13 издавачи, беа опфатени 14 медиуми, а вториот беше направен на 7 издавачи, беа опфатени 9 печатени медиуми. Надзорот покажа дека во целост е исполнета обврската од законот за медиум. Спроведени се 3 редовни надзори на давателите на аудиовизуални медиумски услуги по барање, Македонски Телеком, OneVip и Неотел. За обврските што се однесуваат на кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европски дела. При надзорот не се констатирани прекршувања. Во однос на надзорите врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени вкупно 28 надзори, редовни, 17 надзори беа спроведени да се утврди дали се почитуваат обврските за задолжително и бесплатно обезбедување програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис. Останатите 11 надзори беа извршени за да се констатира дали операторите ги имаат регистрирано во агенцијата сите програмски сервиси што ги реемитуваат и како и дали ги исполнуваат обврските за употреба на јазикот во програмата што се реемитува. При надзорите не беше констатирано прекршување. Во четвртиот квартал од оваа година, Советот на агенцијата заради констатирани непочитувања на радиодифузерите на одредбите на Законот за аудиовизуални медиумски услуги и Законот за медиуми, донесе 6 решенија за преземање мерка јавна опомена, од кои 2 поради неисполнување на обврската за дневно емитување најмалку 30% со изворно создадена програма, од која најмалку половината во периодот меѓу 7 и 19 часот, едно за непочитување на правилата заштита на малолетна публика, едно поради необезбедување на информации кои што треба да се направат достапни за корисниците, едно за непочитување на правилата за употреба на јазикот во програмата и едно поради необјавување на податоци за собственичката структура. Врз радиодифузерите на кои им беше изречена мерка јавна опомена, по истекот на рокот за законско согласување, агенцијата ќе изврши контролен надзор со цел да се утврди дали постапиле по решението со кое биле јавно опоменати. Во тек е една постапка за поравнување за прекршување на Законот за аудиовизуални медиумски услуги за Сити телевизија. Советот на агенцијата донесе 2 одлуки за одземање на дозволата на радиодифузери кои емитуваат програма на локално ниво, телевизија Нова Гевгелија и радио Актуел Битола, поради тоа што по издавањето на дозволата настанале околности што представуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста, односно поради тоа што двата радиодифузери не ги исполнија минималните кадровски услови утврдени во соодветниот правилник. Во однос на меѓународната соработка, агенцијата учествуваше во повеќе активности. Во текот на целиот квартал
Представничка на агенцијата учествуваше на повеќе состаноци и настани во организација на ЕРГА, поврзани со медиумската писменост, имплементација на директивата за аудиовизуелни медиумски услуги, препораките за новиот кодекс против дезинформации, мониторинг на дезинформации поврзани со COVID. Беше одржан и пленарен состанок на кој беа усвоени документи на кои работеа подгрупите во текот на годината и беше избрано ново раководство. Изминатите 3 месеци представници на агенцијата учествува и на повеќе онлайн активности на ЕПРА, учества на 54-тиот пленарен состанок, сесија посветена на регулација на платформите за споделување на видеосодржини, онлайн работилница на ЕПРА и Виенскиот универзитет, на кој беа презентирани наодите од истражувањето на виенските професори за влијанието на интернетот и социјалните мрежи врз однесувањето и политичките одлуки на младите, и учество на последниот состанок за 2022 година на ЕМИЛ, мрежата за медиумска писменост на ЕПРА. Представници на агенцијата учествува и на низа други настани. На 14 и 16 октомври беа одржани состаноци со мисијата за наблюдување на изборите на Канцеларијата на ОПС за демократски институции и човекови права ОДИХР. На 11 и 12 октомври во Република Хрватска се одржа 21-тиот пленарен состанок на Медитеранската мрежа на регулаторни тела МНРА. На 13 октомври се одржа меѓународна конференција за заштита на малолетници во аудиовизуелните медиуми, организирана од албанското регулаторно тело. На 28 и 29 октомври на онлайн семинар со збивање на сексистичко огласување, учење од праксата, организиран од Советот на Европа. Беа презентирани случаите во кои АВМУ постапувала против сексизам во рекламирањето, а кои беа оценети како добра практика. На 10 ноември се одржа состанок со представниците на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, на кој беше договорена соработка за идни заеднички проекти. На 16 декември се одржа 56-тиот состанок на контакт комитетот на директивата за аудиовизуелни медиумски услуги. На состанокот се разговараше за процесот на транспонирање на директивата во националните законодавства на земјите членки, за опфатот на насоките што треба да ги изработи Европската комисија поврзани со извештаите за медиумска писменост, што земјите членки имаат обврска да ги достават до Европската комисија, како и за новата легислативна иницијатива на ЕУ, актот за медиумски слободи. На 17 ноември 2021 година се одржа подкомитетот за правда и внатрешни работи. Нови состанок од страна на представниците на Европската комисија беше истакнато дека законот за аудиовизуелни медиумски услуги треба да се усогласи со директивата за аудиовизуелни медиумски услуги на Европската унија и да се обезбеди стабилно финансирање на регулаторот и на јавниот радиодифузен сервис согласно законските обврски. За потребите на агенцијата беше изработен извештај за гледаноста на телевизиските станици и слушаноста на радиостаниците за третиот квартал од годината. На 9 ноември Советот на агенцијата го усвои водичот на агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги за мониторинг на примена на стандардите за известувањето во случај на родово засновано насилство во медиумите, подготвен од експертката на Совет на Европа Катарина Сарикакис во рамките на проектот за изразување на слобода на медиумите во Северна Македонија Јуфрекс 2, а на барање на агенцијата. Водичот беше презентиран на онлайн настанот родово засновано насилство во медиумите, состојба, насоки и мониторинг, кој се одржан 11 ноември 2021 година. Се извинувам само. Донесена е една одлука со која се одобри промена на собственоста на регионалната радиостаница ВАТ. Издадени се вкупно 35 потврди за регистрација на програмски пакети, откако е констатирано дека доставените пријави се комплетни и уредни. Имајќи предвид дека по завршување на локалните избори во октомври 2021 година постоеше можност за појава на евентуално прекршување на член 38 од Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, според кои политички партии, државни органи, органи на државна управа, јавни предпријатија, единици на локална самоуправа, носители на јавни функции, членови на нивните семејства не можат да вршат радиодифузна дејност, ниту да бидат основачи, соосновачи или да се здобиваат учество во собственоста на радиодифузерите. Агенцијата им укажа на радиодифузерите да го согласат своето работење доколку настанале промени кои би можеле да доведат до повреда на овие одредби. Третите денови на медиумската писменост 2021 година, кои годинава се одвиваа под мотото виртуелно или реално, правилата се исти, беше планирано да се одржат од 22 до 29 ноември 2021 година. Од објективни причини, поради прогласувањето на денови на жалост, поради автобуската несреќа во Република Бугарија,
Реализацијата на дел од планираните активности беше одложена и деновите на медиумска писменост траја до 2 декември, со еден поврзан настан на 13 декември. Во склоп на деновите беа одржани низа настави посветени на градењето и развојот на критичката свест кај децата и младите, но и кај другите целни групи кои се директно или индиректно поврзани со нив. На 29 ноември, во рамките на деновите на медиумска писменост, агенцијата со Институтот Ресис ја организираше онлайн дебатата Анализа на родовите аспекти во ТВ програмите за деца, градиме ли критичка свесност кај децата. На дебатата беа презентирани наодите од истражувањето Анализа на родовите аспекти во програмите за деца на националните терестрални телевизии, кое беше изработено за потребите на агенцијата. Непосредно пред одржување на деновите на медиумска писменост стартуваше редизајнираната веб страница на мрежата за медиумска писменост со посовремен дизајн, кој подобро одговара на тоа како функционира и се развива мрежата. Таа како и досега е тријазична на македонски, албански и англиски јазик и прилагодена за пристап на лицата со попреченост. Почитувани учесници, изминатиот период за потребите на агенцијата за аудио аудиовизуални медиумски услуги од страна на компанијата Target Комуникации квалитетно и со научно базирани факти се изработени студија за утврдување на можностите за воведување на дигитално радио и анализа на можностите и потребите за воведување на DVB-T2 во земјава. Потребата за изработка на овие два документа произлезе од обврските и праксата на агенцијата за следење и давање препораки за воведување на нови технологии во сферата на медиумите, односно во делот на преносот на медиумските содржини, како и потребата за воведување на дигитални радиа. Сега им дава можност на авторите на студијата и анализата, господја Светлана Петровска и господин Сашо Страбаков, да ги споделат со нас клучните наводи и сознанија до кои што дошле во текот на изработката на документите, како и нивните препораки за идниот развој на аудиовизуелната област во земјата. Повелете. Благодарам, господин Трајчевски. Не беше особено чест да имаме можност да подготвиме анализа на две нови технологии, имајќи го личното долгогодишно искуство со воведување на нови технологии во областа на мобилната телефонија и во областа на интернет и се разбира и во областа исто на првото воведување на ДВБ-то од страна на ОРНЕТ. Ми беше особено задоволство да можам уште еднаш да споменам да дадам личен придонес заедно со експертскиот тим Сашо Срабаков и Дарко Петрушевски во анализа на моменталната состојба во државата, анализа на современите светски трендови, анализа на што се случува и како се случува во регионот и согласно тоа да дадеме наши препораки за понатамошен развој. Методолошки направивме интервјуар со сите засегнати страни во државата. Разговаравме со МРД, разговаравме со представници на радијата. Да, само ако може да ни се даде пристап за да ја шеруваме презентацијата на Сашо Срабаков. Дали може администраторот да ни даде... Веќе е шерувано. Да, добро, бидејќи ние не ја гледаме на екранот. Добро. Во анализа на моменталната состојба направивме разговори со засегнатите страни, значи со представници на радијата, со представници на телевизиите, како и со представници на мобилните оператори и МРД. Од интервјуата направивме сет на заклучоци, но и она што е најважно, идентификувавме доста ризици кои што може да се јават како пречка во идното воведување на новите технологии. Истите ги идентификувавме како ризици и за секој од нив понатаму дадовме наши предлози како би можеле да бидат земени во предвид и надминати во иднина. Дел од тие ризици беа од аспект на законска регулатива, дел од ризиците од аспект на опрема, а дел од ризиците и од аспект на меѓуинституционална координација.
предпоставувајќи при тоа дека финансиските ризици, доколку се најде соодветен бизнес профитабилен модел, би биле надминати со, се разбира, идентификуван интерес на која год и да е инвеститорска страна. Дали е потребно ДАБ, како и зошто ДАБ? Значи, дигиталното аудиоемитување е дигитален радиостандард кој што претпоставува едно посовремен начин на користење на технологијата. Тоа е надградена верзија на ДАБ стандардот, која што веќе се користи ефикасно. Во Република Македонија се направена тест инсталација. Тест инсталацијата поминала добро. За жал, за истата немало соодветна промоција направено, така да не е доволно јавноста запознаена со тоа дека сме имале таква технологија и дека истата функционирала на територијата на градот Скопје и пошироко. Согласно разговорите направени во македонска радиодифузија, немале пособени пречки со самата технологија, што значи од аспект на експертиза како истата да се постави и како треба да функционира, очигледно имаме доволно експерти и доволно знаење во државата. Поголемо беше прашањето кој, кога и како би требало да биде вклучен во процесот на воведување на оваа нова технологија во државата. Од она што значи меѓународно искуство, констатиравме дека 42 земји работат со ДАБ радиоуслуги, дека Норвешка е единствената земја која ги има комплетно префрлено своите национални радиодифузери на дигитално радио уште од 2017 година. Зошто и како би требало да имаме ДАБ технологија? Нашиот заклучок е дека да би требало и тоа дека би требало фазно да се воведува. Пред се затоа што можностите кои што се нудат за дополнителни услуги и сервиси се значени. Тоа би значило зголемување на контент, посовремен начин на достапност на информациите до самите корисници. Конкретно констатиравме дека веќе постојат во државата услуги како инфо за сообраќај, како метеоролошки услуги, кои што би можеле на корисниците да им бидат понудени преку современа ДАБ технологија. Дефинирањето на сегментот на домаќинства кои ќе бидат ефектирани со промените беше една од значајните анализи кои што ги направивме. Самата употреба на радиоприемници знаеме дека полека изумира, но не во сите сегменти на живеењето. Се уште останува како доминантна во делот кога се наоѓаме во автомобил. Иако постојат и ДАБ приемници кои што во светот масовно се користат и во домаќинствата. Дури најдовме на многу интересни примери на поврзување на таа технологија со некакви микрочипови за координација на повеќе уреди дома и слично. Се предвидува дека технологијата ќе остане како доминантна во автомобилите и во следните години. Сите иновации кои што моментално се прават во автомобилската индустрија вклучуваат современи ДАБ приемници. Во Република Македонија не постои стрикна регулатива која што на некој начин ги мотивира автопревозниците моментално да при увозот на возилото увезуваат ваков тип на уреди. Разгледувајќи ја корисничката страна, предпоставката дека тоа што моментално во главно постарата популација се уште користи радио, а помладите се навикнати на интернет како доминантна технологија за комуникација, не представува ограничување за конкретно за воведување на ДАБ технологија и повторно ќе кажам на точно дефинираниот сегмент користи најголема очекувана користење е во автомобили. Од аспект на самата технологија, тоа што ќе биде потребно е да се направи доинвестиција и тука анализиравме неколку случаи кој и како би можел да ја направи таа дополнителна инвестиција. Дали тоа би требало да биде МРД, дали би требало да биде друг потенцијален приватен инвеститор кој што комплетно би изградил и би управувал мрежа за ДАБ и конечно кој и како од радијата би биле заинтересирани како корисници на евентуално идната технологија.
Саше, само накратко за главните карактеристики на DAB систем. DAB Plus системот, тој освен што нуди подобри стапки на аудио кодирање во MPEG-2, овозможува и вклучување на програмски поврзани податоци во самиот аудио стрим. Исто така дополнителни податочни услуги, овозможува и условен пристап контрола кој до која информација и до која аудио услуга може да пристапи. Постои канал за брзи информации, кој што доколку е потребно некоја информација брзо да се прошири до сите чинители, посебно во сообраќајот или во некоја област, да може тоа да се спроведе. Има и за секој сервисен, има сервисни информации, кои што за секој DAB Plus програм може да воспостават врска меѓу повише мултиплекси и пренесување од една на друга додека е во движење. Па дури да се возможи и имитување на FM радио доколку во одреден на одредена територија покривањето со DAB сигналот е послабо. DAB Plus предавателите имаат два дела. Едниот дел е кој што го кодира аудио сигналот, другиот дел го кодира податочниот сигнал. На крајот тие заедно се комбинираат во мултиплексот. Се додаваат и сервисните конфигурации за мултиплексот и како такви преку OFDM мултиплексирање се емитува тој сигнал, кој што потоа преку DAB Plus приемникот оди обратниот процес на декодирање на сигналот, на негова конверзија и понатаму исто репрезентирање на аудио сигналот преку аудио лев и десен сигнал и презентација на податоците од кои што се вклучени во самиот сигнал, кои што се однесуваат со податочни екстра информации, кои што доколку приемникот има поголем екран, има можност да се прикажуваат и со слика и со екстра информации. Доколку е обичен приемник со мал екран, тога се пренесуваат само текстуални информации без дополнителни видео или слика. Како што рековме на почетокот, постојат три типа на аудио DAB Plus услуги. Едните се аудио услуги, тоа е стандардните, исто како и во FM AM светот. Потоа се податочните услуги, кои што опфаќаат динамичка контрола на опсекот, индикација дали се работи за музика во моментов или е говор, можност да се дадат команди до дигиталниот приемник и за кодирање, декодирање, за условен пристап, за некој текст кој што е поврзан со програмата кој што моментално се емитува или за некои внатрешни информации поврзани со таа аудио програма. И дополнително имаме и сервисни информации кои што кажуваат кој е името на програмата, датумот, времето, што е тоа што моментално се емитува на програмата, кој е програмскиот јазик, ознака за видот на програмата, дали се вести, спорт или некој друг тип на програма. И исто така и за контрола на самиот дигитален приемник, дали во зависност од нивото на сигналот, дали може да продолжи да емитува во DAB Plus или треба да се префрли во AM или FM. Во однос на приемниците, ги има два вида. Едните се кои што се предвидени за употреба во домашни услови на фиксна локација, каде што чувствителноста на антената и на приемниот сигнал треба да бидат со едни карактеристики, додека оние кои што се во движење, кои што треба да подржуваат мобилност, имаат поинаква гаусова и рејлиева чувствителност, за да може да примаат сигнали додека се движат во движење.
Исто така, самите приемници треба да имаат и дисплеј на кој што ќе се прикажуваат проточните информации кои што се вклучени во DAB+ услугата, за да може да се добие целосното корисничко искуство за од новото дигитално радио. Тоа е технологијата каде е моменталната состојба. Во моментот има вкупно 66 приватни радио и 4 радиостаници на јавниот сервис. 4 приватни и 4 радиостаници на јавниот сервис се на државно ниво и тие би биле секако најзаинтересираните за воведувањето на новата технологија. 17 се на регионално ниво, од кои што евентуално некој можеби би сакал да помине да биде на државно и 45 се на локално ниво. Радиостаниците се во, кога велам релативно лоша финансиска состојба, мислам дека да, тие работат финансиски профитабилно, но не би биле во можност со постечките резултати да направат тие, некој од нив да се јави како заинтересиран за инвеститор во новата технологија, затоа што инвестицијата значајно го надминува нивниот финансиски капацитет. При евентуалниот премин би требало да се земат искуствата од она што веќе го имаме поминато во државата, преминот од аналогна во дигитална технологија и научените лекции дека сето тоа не може да се направи брзо и во еден чекор, дека е захтевен процес и дека мора да постои во иднина преоден период во кој што ќе има и FM и DAB+ емитување на сигнал. Моментално се предвидени 2 фреквенции за DAB+ емитување. Ке бара сериозна промена на корисничката опрема од страна на потрошувачите, а при анализата на она што е достапно во продажба во Република Македонија не најдовме дека постојат увозници ниту Сетек, ниту во Нептун на ваков вид на уреди. Од страна на увозниците на автомобили беше истакнато дека е тоа поврзан процес, тогаш кога во Републиката ќе биде најавено воведување на DAB+ технологија, тогаш тие би започнале и со увоз на таков тип на радиоприемници во возилата во состојба кога ќе има понудена некоја содржина. Што значи тие немаат проблем, не е тоа финансиски поскапо, не би ги чинело крајните корисници, но е прашање на повеќе информирање и координација на активности. Во 2020 година успешно беше спроведено тестирањето на DAB+ технологијата. Што имаме од аспект на регионални искуства? Во Хрватска е започнато емитувањето од 2017 година во тест форма. Во оваа тестна фаза се користел еден мултиплексор за 16 радиоканали. Во Србија започнато е со емитување на тестна DAB+ технологија во околината на Белград. Додадени се потоа уште 5 предаватели. Во Бугарија во 2020 година е започнато со емитување на тест на DAB+ технологија. Што значи ние во нашата тест фаза сме биле дури и лидери во регионот и значено е сега да не заостанеме, туку да ги преземеме вистинските чекори за да бидеме во тек со регионалните случувања. Разгледувавме 2 сценарија. Едното сценарио беше што би значило финансиски кога некој оператор би се пријавил да ја изгради сосема нова DAB+ мрежа и тука се појавија проблеми, прво од аспект на инфраструктура, второ од аспект на значајна инвестиција, трето од аспект на стабилност на приходите. Зошто велам стабилност на приходите? Затоа што во разговорите со радијата се испостави дека тие не би биле спремни, тие би сакале да имаат можност да понудат дополнителна услуга за своите корисници. Сите се запознаени со тоа што значат современи трендови. Моментално дека во светот постојат радиостаници доста атрактивни, разгледувавме станици во Италија кои што веќе нудат и слика и текст на песната додека тече. Видовме конкретни примери каде што има услуги за метеоролошка состојба, услуги за сообраќај, услуги за достапност на паркинг. Сите се свесни за тоа дека во Скопје со воведување на проектот Smart City ќе се понудат и можности за многу други услуги, но сепак тие не се подготвени да издвојат значајна цена како месечен надомест за користење на новата технологија.
Согласно тоа, разгледувајќи го второто сценарио, што значи надградба на инфраструктурата на постоечките оператори на DA+, излезе како многу поповолно и многу пореално сценарио да биде имплементирано во иднина. Кои се нашите препораки и предлози? Да се обезбеди оптимално користење на постоечките капацитети, што подразбира јавното претпријатие Национална радиодифузија да биде единствен оператор на DA+ муксовите. Периодот на паралелно емитување на постоечките радиостаници да биде подолг, да биде предвиден во период од 3 до 4 години. Приватните радиостаници да бидат ослободени од надоме за користење на DA+ муксовите во периодот доден на паралелно користење на FM и DAB. Приватните радиостаници да бидат обврзани да го промовираат новиот начин на емитување, тоа би бил нивниот допринос во воведувањето на новата технологија. Затоа што дури и тестот не бил никаде промовиран. Тоа е учество кое што би требало во целиот екосистем да го превземат емитавателите на сигнал. Сите радиодифузери кои ќе емитуваат преку DA+, истото треба да бидат задолжени да го одржуваат и да обезбедуваат дополнителни сервиси кои што може да ги понуди таа технологија. Да се обврзат на обезбедување на дополнителни сервиси како би можел да се развие пазарот на услуги. Доколку приватните радиостаници сакат да користат и дополнителни радиоуслуги кои што би биле достапни само преку DA+ емитувањето, би требало во тој случај да се користи максималниот, да се плати за користење на мултиплексери. Најзначајно е да се обезбеди стимулирање на локална продукција на содржини. Она што ќе треба да се направи да се им се дозволи на постоечките радиодифузери да креираат тематски радиоканали, зашто ќе бидат потребни и законски промени. Тематските радиоканали треба да подржуваат повеќе јазично аудио и би биле обврзани да ги имплементираат сите функционалности кои што ги содржи DA+ технологијата. Во иднина треба со препораки да се увезуваат само дигитални радиоприемници кои што покрај FM ќе подржуваат и DA+ технологија. Така да, заклучокот на стручниот тим е да се воведе DA+ технологија на еден започеток DA+ мултиплексер и за таа цел АВМУ и АЕК да обезбедат, да го доделат правото на оперирање на DA+ муксовите на ЈП Национална радиодифузија. Од аспект на разгледани ризици, ги идентификувавме големата количина на FM радиоприемници која се наоѓа кај потрошувачите и која што ќе треба да се промени, тоа е значаен износ, иако поединечниот уред не чини скапо, сепак за да дојде до промена на моментално достапните FM уреди, тоа ќе значи трошок за корисниците. Корисниците секако не би го направиле тој трошок доколку не видат дека на тоа би добиле значајно подобри содржини. Економската исплатливост на инвестицијата беше вториот ризик и за намалување на истиот го предложивме МРД како единствен кој што ќе биде имплементатор и понатаму ќе профитира од новата технологија. И како најзначаен ризик промоција на новата технологија и креирање на услови за нејзин подобар прием кај сите заинтересирани граѓани. Свесни сме дека презентираме пред аудиториум кој што е искусен и кој што добро го познава пазарот и токму од тие причини цениме дека сме ги опфатиле сите ризици и дека ќе најдеме на разбирање од сите засегнати страни за креирање на функционален екосистем во иднина. Ви благодарам. Тука сме за евентуални прашања или ќе одиме со втората презентација согласно агендата, па прашање на крај. Прво дека оди втората презентација, на крај ќе има, ако има прашање. Добро, ред. ДВБТ-2. Анализа на моменталната состојба. Дигитална терестријална телевизија постои од 2009 година. Моментално има 3 мултиплекси во комерцијална употреба,
со кои што ги користи компанијата АЕДА. Два од мултиплексите се за потребите на Националната радиотелевизија и има добиено јавното предпријатие за национална радиодифузија. Два мултиплекси се за дигитално емитување на сигналот на приватните телевизии. Капацитетот на дигиталните мултиплекси за дигитално емитување моментално е безусловен пристап и се уште не е пополнет. Ова беше големото прашање на кое што требаше да најдеме одговор во студијата. Вкупно канали кои што се емитуваат моментално се намалува бројот на канали, а не се зголемува и е намален за дури 22 канали. Околу 20 до 22% според последните извештаи од потрошувачите ќе бидат директно засегнати со промената на стандардот за дигитално емитување. Пременот од ДВБ кон ДВБ-2 технологија ќе бара промена на корисничката опрема. Моментално во Македонија има околу 50.000 уреди кои што подржуваат ДВБ-Т. Промената на технологијата ќе биде захтевна и како трошок е прашање на која страна би припаднало во иднина, дали на страна на корисникот, дали на страна на имплементаторот и инвеститорот во новата технологија. Потребно е сите електронски уреди за прием и детекција на сигнал од дигитална тереstriјална телевизија да ги задоволат минимум техничките критериуми за промена во нова технологија. Како методологија на направеното истражување го спроведовме во две фази. Во првата фаза се воведоа разговори со АВМУ, со Национална радиодифузија, со АЕДА на Македонија и со представници на приватни радио и ТВ станици. Во втората фаза се направи истражување на што е тоа што е современо и ново во светот, се направи анализа на цени на чинење на секој дел од системот, вклучувајќи ги уредите, се дефинираа сегментите на домаќинства кои што би биле афектирани од промената и се анализира искуство од околните земји од имплементација на технологијата. Повели Саше за техничките карактеристики. Само момент. Значи, домашните инсталации антенски треба да поддржуваат освен ДВБ-Т да поддржуваат и ДВБ-Т2 сигналот. Да ДВБ-Т2 сигналот освен за фиксен прием треба да поддржува и преносни дигитални приемници, односно прием на сигнали во движење, за да може да обезбеди дополнителни сервисни услуги за таков тип на прием. Тој самиот по себе обезбедува 25 до 30% зголемување на капацитетот во однос на ДВБ-Т сигналот, доколку е MPEG-4 видеокодирањето, доколку се иде на малку по-модерно хефц кодирање, може да се добие и дополнително зголемување на самиот капацитет од моментално постоечкиот. Обезбедува и подобри перформанси, бидејќи тој е мултифреквентна мрежа, во однос на единичната фреквентна мрежа која што поддржува ДВБ-Т2. Тој обезбедува и поголема робустост, значи подобар прием на сигналот, меѓутоа значи малце поголем број на предавателни станици за да може таа робустност да се обезбеди. При што потребно да има барем еден приклучок за антена приемникот, да поддржува мокност на антената до 5 волти, да поддржува и поврзување со мрежна интернет конекција преку интерфејс RJ45, да има барем еден HDMI интерфејс, диагоналата на екраните да биде поголема од 30 инчи и повторно со еден HDMI интерфејс, да има и SPDF интерфејс и аудио лево и десно интерфејс
и треба да има поддршка за, како што реков, за HEVC кодирање за во иднина, да доколку некои од операторите на дигитален терестријален интерфейс го променат кодирањето од MPEG-4 во HEVC, да може да ги примаат и тие канали кои што ќе се емитуваат со такво кодирање. Она што треба да дополнителни услови кои може да ги содржи DVB-T2, тоа се да има умилени листи, да има телетекст, преводи, избор на јазик, повеќе јазици да може еден исти аудио да може да се исти видео приказ да се примат, да може да се менува изборот на јазик, да има стандардно електронски програмски водич и да има родителска контрола за оние содржини кои што не се предвидени да се гледаат од малолетна публика. Регионалните искуства ќе ги сподели Светле. Во Хрватска тече миграцијата од аналогна на дигитална технологија. Во Србија, така да миграцијата тече, значи од ДВБ кон ДВБ-2. Во Србија има исто така миграција од аналогна во дигитална технологија директно на ДВБ-2 и во Бугарија има миграција на ДВБ-2. Така да тука сме, го пратиме регионот, повторно важно е да не заостане. За цел на реализација, успешна реализација на евентуалната инвестиција, разгледувавме две можни сценарии. Евентуален влез на оператор кој што би изградил сосема нова ДВБ-2 мрежа и друго сценарија надградба на инфраструктура на постоечките оператори на ДВБ-2. Во реализираните разговори со постоечките субјекти на пазарот, очигледно е дека не постои значаен интерес за целосно превземање на инвестицијата на една страна. Заклучокот е дека би било најдобро да се направи некако да се искомбинираат учесниците, да се спои инвестицијата за да може да се дојде до оптимална искористеност. Не би било исплатливо за било кој оператор од нула да започне да гради нова ДВБ инфраструктура. Не е исплатливо ниту за еден Македонија да направи надградба на мултиплексите, затоа што очигледно не постои интерес и не постои профитабилност во понатамошно наддодавање во моменталната состојба каде што евентуално нема толку голема побарувачка. Не е ниту исплатливо за јавното предпријатие НРД, затоа што тие веќе имаат предаватели на повеќе од 30 локации, веќе ги пренесуваат сите ТВ канали, но дополнително значајни инвестиции само посебно во ДВБ-2, исто така моментално согласно нивната финансиска состојба и согласно бизнис моделот не би можело да обезбеди исплатливост во краток рок. За да може да се обезбеди оптимално користење на постоечките капацитети, А1 Македонија препорачуваме да ги користи слободните капацитети на free-to-air муксовите кои ги оперираат тие самите. Исто така А1 Македонија да може да изнеми слободен капацитет на free-to-air муксовите оперирани од ДИОПА национална радиодифузија. А1 Македонија да се ослободи од врската да ги реемитува каналите на националните радиотелевизии за своите pay TV и ДВБ-2 муксови и да се размисли за можност за креирање на јавно-приватно партнерство помеѓу јавното предпријатие Национална радиодифузија и А1 Македонија, за да може да се оптимизираат трошоците на двете страни за добивање на подобри годишни надоместоци за приватните национални и регионални ТВ канали. Законот за јавно-приватно партнерство во државата е добар, е функционален и нуди повеќе можности. Тука би можело да се разгледаат понатаму евентуалните опции за институционално јавно-приватно партнерство, за договорно јавно-приватно партнерство и на тој начин да се дефинираат правата и обврските, како и поделбата на профитот во иднина. Она што е најважно да се стимулира е стимулацијата на локална продукција на ТВ содржини. Моментално состојбата од овој аспект е доста лоша. Свесни сме дека се повеќе се губи контекстот на
она што значи локална содржина и локална продукција, и интересно беше во разговорите да се открие зошто тоа се случува. Реално постои огромна незадоволство кај телевизиите особено, затоа што тие самите учествуваат и годишно плаќаат надомест за филмскиот фонд. Од друга страна велат тогаш кога филмскиот фонд треба ние да имитуваме нешто продуцирано, финансирано преку тој фонд, повторно за истото треба да плаќаме. Од друга страна велат ние не сме во можност финансиска да финансираме сопствена продукција, затоа што тоа подразбира значајни средства и за истото моментално не добиваме никакви стимулации. Една од нашите препораки е да филмскиот фонд во иднина при објавувањето на своите повици ги прошири и да истите бидат достапни и за телевизиите. Или да се размисли за начин за евентуално финансиско олеснување со тоа што тие средства да се искористат за генерирање на многу повеќе локални тематски ТВ канали. Уште повеќе, доколку ова не се направи во краток период, постои сериозна опасност да она што значи продукција на локална содржина сосема се изгуби. Ние немаме ниту еден детски канал, ние немаме детски емисии доволно, ние немаме интерпретација, имаме емитување на спорт, но немаме локален спортски канал кој што подетално би обработувал содржини кои што би правил повеќе стимулација на она што значи и спорт во основните училишта и во средните училишта и во сите доменти. Немаме канал, ниту еден канал за здрав живот и така натаму и така натаму. Така да постојат повеќе теми кои што би можеле да бидат поддржани, но за истото подразбира промена во моменталната финансиска стимулација за локална продукција. И третата препорака би била да се има во иднина контрола на увоз на дигиталните приемници, да на ниво на препорака, а понатаму на ниво на контрола што се увезува, во уште на самиот почеток се даде препорака до увозниците да започнат со увоз на уреди со ДВБ-2 технологија. Доколку се направи фазно, ние за истото имаме подготвено во студијата и роудмап, и фази како би требало да течат, и детални финансиски анализи, и за секој кој што е заинтересиран може да биде тој материјал дистрибуиран. Доколку се оди по тој роудмап, предвидуваме дека ДВБ-2 технологијата би можела целосно да биде воведена во 2026 година. Повторно, кои се најголемите ризици? Исплатливоста на системот, генерирање на локален контент и контрола на увозот на приемниците. За истите имаме дадено препораки кои веќе ги презентирав. Ве благодарам, тоа е од стручниот тим, тука сме за прашање. Благодарам госпоđo Петровска и господине Србаков за исцрпните објаснувања на студијата и анализата. Сега ве повикувам, доколку имате прашања во однос на студијата и анализата или други прашања од ваш интерес, да се јавите. И јас би сакал Само заради снимката представете се, не сум знаеме кој сте, но заради снимката да имаме увид кој ќе го правиме записник. Да, јас сум Игор Бојаджиев од Агенција за електронски комуникации. Благодарности до АВМО и до колегите од Таргет комуникации што направиле такво истражување со значително интересни, квалитетни податоци и информации. Би се осврнал на првата анализа, односно студија за ТВ за ДАП. Ја не успеав да забележам, можеби ми промакнало, една од клучните работи зошто ДАП во моментов не би можеле да го воведеме, зборам како држава во Македонија, е законската, ја би ја рекол, пречка, која што предвидува на македонска радиодифузија, во моментов решението е македонска радиодифузија да поседува најмногу 2 мултиплекса. И во моментов мора да ги поседува тие 2 мултиплекса и ги користи за DVB-T технологија. И нема начин како да се додели уште еден мултиплекс
без разлика што ово е за DAB, како мултиплекс е дефиниран во законот, и можеби тука треба во заклучоците некаде да се наведе дека потребна е нели соодветна законска измена за да може да то полесно да иде или да се спроведе, да се воведе. Така, добро. Мислам дека тоа е клучна работа за да одиме понатаму. Она што го има Македонска радиодифузија како тест период, што го овозможуваше Законот за електронски комуникации, го добија колегите од МРД како привремено одобрение и тестираа во тој период. И тоа е тоа што го наведоа, што беше наведено во презентацијата. Меѓутоа, треба ова трајно, мислам, да се реши преку закон. Инаку подзаконската регулатива предвидени се нели два мултиплекса за DAB. Тоа не е решено. Може би некаде сретнав дека приватните радиостаници не треба да плаќаат на тој што би бил оператор, во случајов се разгледуваше сценаријето МРД да биде оператор. Може би е тоа најсоодветно, нели државата да застане позади тоа, но сметам дека надоместокот кој што би го плаќале или треба да го плаќаат, треба да биде некој минимален кој што само ќе ги покрива трошоците за одржување. Во спротивно, МРД ќе се најде во некоја непријатна ситуација, мислам дека и сега не се баш финансиски многу добро стоечки за да можат да го покриваат и тој трошок. Јас толку би Јас тука дадовме една препорака и сугестија, се сложувам дека е потребно да има некој надомест за минимално покривање, но од друга страна па тогаш би требало МРД да има трошок кој што ќе би плаќало за промовирање на тоа дека постои новата технологија. И од таа причина, за да се креира целиот тој екосистем, беше наведено да радијата да не плаќаат, но да се обврзат дека ќе рекламираат за постоењето на новата технологија. И се тоа во она што ќе значи преодна фаза кога ќе има во исти период и FM и DAB технологија. А тоа би можело и финансиски да се пресмета сега, нели, што повеќе чини, дали на доместокот или рекламирањето. Во секој случај, во самото воведување на технологија без промоција нема да даде значаен резултат. Не мора да биде промоција во смисло сега си има DAB+, но сега си има оваа услуга, сега имаме нешто ново, сега имаме нешто помодерно и така. Затоа што во тест фазата додека се користело, навистина никој во поширока јавност не знае. А е штета. Затоа што добро функционирало, велат. Благодарам господине Бојаджиев за корисните сугестии. Дали некој друг се јавува за дискусија или за прашање? Бидејќи нема, гледам нема, саси се ја пријави, нека повелете. Повелете. Повелете, го уклучите микрофонот, повелете. Не ве слушаме, ви шушти гласот многу. Добар ден, дали сега ме слушате? Сега да. Добро. Јане Јакимовски од Агенција за електронски комуникации, исто така. Игор го спомна, значи, измена на законот, тука јас би сакал да дополнам, значи, во новата европска директива за електронски комуникации стои обврска дека сите возила во иднина треба да имаат задолжително DAB приемник. Така да, исто така во нашиот закон, значи, кога ќе се менјава за мултиплексите на Македонска радиодифузија, потребно е и да се воведе и таква обврска. Благодарам, тоа е мојот коментар. Благодарам, Јане. Дали има некој друг да се јави со прашање или дискусија?
А јас не гледам дека се јавува некој за прашање и дискусија, тогаш ви благодарам уште една за денешното присуство на последниот јавен состанок за 2021 година. Очекувам следниот состанок да биде во живо и дека состојбата до март ќе биде далеку здравствено подобра. Сакам да ви ги честитам предстојните новогодишни и божични празници, да ви посакам се најубаво во следната 2022 година. И благодарам уште еднаш за денешното присуство.